председателка, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, почитувани медиуми, пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата на 13 декември 2022 година поднесе предлог закон за изменување на Законот за социјална заштита. Овој закон на 7 февруари 2023 година на Комисијата за труд и социјална политика беше поддржан од сите членови и заменици на оваа комисија, значи беше поддржан и од позицијата и од опозицијата. Целта на Законот за социјална заштита, на измени на Законот за социјална заштита беше да се тргне границата од 65 години старост за лицата со потешка и најтешка попреченост и потполно слепите лица, чие право им беше укинато со досегашниот Закон за социјална заштита. Односно, со овој предлог закон баравме право на лична асистенција да имаат не само децата од 6 годишна возраст и лицата до 65 години возраст, туку и лицата над 65 годишна возраст, односно лица кои што имаат потешка и најтешка попреченост, телесен инвалидитет и потполно слепите лица. Оваа категорија на граѓани беа во дискриминирачки однос досега со важечкиот, со постоечкиот Закон за социјална заштита и конечно со овие измени ќе се тргне оваа граница и оваа категорија на граѓани ќе имаат право на личен асистент, значи и над 65 години возраст. Благодарност до сите пратеници кои го поддржаа овој предлог закон, овие измени, да продолжиме и кон други промени кои исто така треба да се направат во постоечкиот Закон за социјална заштита. Благодарам.